Ете сме назад со утринската програма и со последниот мој гостин во студиото. Ќе ја задржам малку повеќе од планираното, бидејќи секогаш ни е драго кога ќе ни дојде во студиото, ни носи убава енергија и всушност сето она што го зборувам сега го опишува и низиниот дух и сензибилитет, па затоа каде и да се појави, така некако убаво делува на луѓето. Зарина, прва Севда, добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добре ме најдов. Аирлија денот нека биде. Аирлија нека е денот, 20 декември ќе биде уште по Аирлија, бидејќи ќе имаш еден прекрасен концерт на денот на мојот роден ден. Навистина, Поубаво нема да си го поминам роден денот. Преубаво, се радувам. Кадифено, ќе го најавиме Кадифено, кој што го носи духот на едно посебно музичко пријателство, ќе имаш и гости. Нема да навлегувам многу во детали во најавата, ќе барам одговори од тебе. Може. Што значи концертот Кадифено? Каква идеја или емоција стои позади самиот наслов? Концертот Кадифено е еден склоп на музичари кои некако спонтано се сретнавме во Кападокија, во Турција, каде имав ова лето држев еден семинар за вокални техники на македонска традиционална музика и културно наследство. И еве имав таква прилика да можам да едно 5 дена да едуцирам студенти од целиот свет за вокални техники на македонска традиционална музика. И таму, покрај македонска традиционална музика, се случуваше и музиката на светот, односно турска традиционална, грчка, бугарска и така натаму. И таму ги сретнав тие луѓе кои беа исто така професори како мене, па имавме еден заеднички концерт и сватив дека тоа функционира совршено. Но од друга страна, ми беше чест и задоволство, почита љубовта и се она што добив како гостин во Турција за прв пат, начинот на кој ми ја почитуваа мојата традиционална музика, еве сакав да ја донесам нивната исто така во Македонија и да покажам дека македонците знаат да почитуваат разлики, знаат да почитуваат други култури и дека се со отворени широко отворени срца да слушнат и да испочитуваат нешто што не е нели дел од нивната традиција. И така настана концертот Кадифено. Мислам дека е меко, мислам дека е топло и затоа сакав да му дадам име Кадифено, затоа што така и се чувствував кога бев таму, а верувам дека ќе се чувствуваме така сите што ќе бидеме присутни на 20 декември. Ја слушна најавата, ете, не е совпадно тоа што го зборев, што го зборував, се извинувам. Каква енергија даваш, така да ете гледаш се совпаѓа и самото име на концертот, ова што ти го кажа. Што велат македонски е кога некаде ќе не пречекаат како добри домаќини, тоа да го возвратиме. Јас така ја гледам и пораката на овој концерт, го носиш сето она што значи македонско, го носиш во себе, не само преку негувањето на нашата музика. Кажи ми, среќа е да се работи со македонската музика, верувам. Тоа го споделуваат и доста твои колеги кои што ги запознаваш, еве како во случајот во Турција. Сигурно ти е голема гордост и чест кога реагираат убаво на македонската музика. Апсолутно. Со оглед на тоа што ти го работиш, си го цениме или тоа доволно дома? И дали се менуваме? Па сега, ако бидеме вака наискрени, ако зборуваме најотворено, не мислам дека македонската традиционална музика и воопшто културното наследство кое го поседуваме како нација и држава, дека добива соодветно внимание, дека не зборувам само нели од аспект на колку институционално е поддржано, туку зборувам, не сум сигурна колку свеста на публиката воопшто е висока на тоа ниво да знае, да каже ова е добра традиционална музика, пардон, или да каже денес ќе дадам приоритет на македонска традиционална музика, независно што друго се случува сега, моментот е за ова. Но наша задача како артисти кои се бавиме со ова е токму тоа, да ја подигнеме свеста, да разбереме дека традиционалната музика е лулката на нашата држава, на нашата култура, не само музиката, велам пак, и оние приказни и преданија и така натаму. Мислам јазикот исто така, чистата околина во местото каде што живееме. Јас постојано милувам да ги кажам тие работи, дека родолюбието така се покажува, со едукација во традиционална музика, во културно наследство, во почитување и сакање на јазикот, во сакање на ближниот свој, но сакање и на оние кои живеат во нашата татковина, не припаѓаат нели на нашето говорно подрачје и така натаму. Треба да сме едно, тука сме сите, тука сме се нашле, треба да се живееме.
Тоа се јас барем мојата идеја е дека музиката е универзален јазик, дека музиката е нешто што несомнено спојува и еве мене ми е дадено како благослов да можам преку тој јазик да комуницирам со луѓето и да соберам некаква маса на луѓе кои што ќе го делат мојот став и мислење. Така да мојата задача јас ја гледам како артист токму таму. Да подигаме свест, да подигаме вибрација, да подигаме фреквенција, од друга страна да едуцираме за многу деца, млади деца, немале како да дојдат. Јас сум живеела во Демирхисар, па сум дошла до Играорна, немало што да се прави, сме оделе на Играорна. Бидејќи јас потекнувам од музичко семејство, мене ми беше природно. Да, но и многу е важно, сега извини ќе те прекинам, кажа Демирхисар. Да. Многу луѓе кои што ја негуваат македонската традиционална песна, музика, мелос, доаѓаат од не само помали средини, него од средини каде што од секогаш важеле луѓето за големи почитувачи на тоа што е македонско, за тоа што е традиционално. И очигледно тука доаѓаме до приказната се учи од мали нозе. Апсолутно. Ти си доказ за тоа. Многу твои други колеги се доказ. Го споменавме Демирхисар, тука не знам близко Кичево, например. Колку имаме грла од Кичево кои што ден денес создаваат и навистина е ценат македонската музика, па затоа кога веќе ги споменавме младите, кога веќе ги споменавте децата, добро е од мали нозе да им кажеме ова е наше, да си го почитуваме бидејќи во светот ова го гледаат како злато и не почитуваат баш поради тоа. Токму така, не поради политика, не поради не знам што, не почитуваат поради музиката, традицијата и културата. Апсолутно, нашето најсилно, мислам не нашето, генерално јас верувам дека најсилното оружје, моќ во светот во моментот е интелектот генерално и познавањето на работите, затоа што кога си ги знаеш својата традиционална музика, кога знаеш до каде е твојата ограда, јас не се чувствувам нападната од никого затоа што јас знам колку традиционална музика е. Јас после и музиката дефинитивно соработувате. Јас сигурен сум кога одите некаде на настан, дали било бугарски, грчки музичари, сите од Балканот се соработуваат како Да, ние имавме дует концерт во Кападокија со гркиња од Грција која беше јас има една песна грчка традиционална, мислам, јас сум заљубена во грчката традиционална музика, но она бараше, само иницијативно бараше, те молам дај да испееме македонска традиционална песна. Работите кои што ние ги слушаме дека постојат, не постојат во светот на музиката, дека нема поделби. И во светот на свесните луѓе кои што сакаат да си живеат и да си ги споделуваат убавите нешта. Границите не се таму. Границите се помеѓу луѓе кои одбрале да одат по патот на доброто и на убавиот збор. За мене тоа е единствениот пат. Знаеш кога дознав за тебе дека немаш граници, дека музиката нема граници? Клиповите од планини. Така. Јас така те запознав и јас секогаш и после 10 години, 15 да те видам, секогаш ќе те навраќам на тој момент од аспект на обичен гледач, бидејќи ми разбуди многу емоции. Зашто станува збор, ќе погледнеме кратко, па ќе се вратиме на концертот. Може. Imam žena, ke me ža
Рековме ќе има нови видеа. Ми кажа спонтаноста е тоа што го прави, што ја прави емоцијата во овие видеа, меѓутоа не знам дали те имаат многу луѓе зборувано самите планини, самиот Мелос, знаејќи колку имаме напуштени села низ тие планини, дава посебна емоција на овие видеа и затоа те молам да продолжиш да ги правиш. Се согласувам и ќе се вратам, многу луѓе ми бараат вакви видеа искрено да направам. Да, ќе го имам на ум. Да се вратиме на Кадифено, ги споменавме турските музичари кои што ќе бидат тука, споменавме како почна вашето пријателство. Каква програма подготвуваш? Веќе сигурно е готова тоа, да не прашувам, меѓутоа што можеме да откриеме нешто? Значи ќе има дел нели од песните од мојот прв албум Ехо. Ќе биде интересно затоа што сега овој пат ќе изведувам со тотално нови музичари и секако ќе стават нивна боја во целото тоа. Ќе има сигурно ќе има дел каде што ќе ги оставам Дженк и Ахмет да музицираат, веројатно и јас ќе се приклучам во некој дел. Мислам тоа е нешто што за кое што многу се радувам дека ќе имам пак повторно можност да ги слушам во живо. И ќе има нешто турска музика која што јас исто така ќе пеам. Така да ќе биде интересно, ќе биде тотално различно затоа што јас генерално настапувам со мојот бенд, со мојот ансамбл. Ова ќе биде малку повеќе импровизирана музика. Нешто ново да се види, да се слушне. Да, апсолутно. Со гостите кои што ќе бидат на тоа мислам. Враќањето во Македонска филхармонија сигурно носи силна емоција да се настапи, да се пее на таа сцена и некако велат сите твои колеги, друга е поврзаноста меѓу публиката и изведувачите. Апсолутно. На таа сцена. Што би сакала да се почувствува на концертот? Со каква емоција сакаш не само да се замине публиката, него да се заминеш и ти и гостите на сцена? Па тоа најбитното, да често пати говорам кога би имала некаква магична моќ, би сакала да имам моќ да прегрнам таму каде што нема кој да прегрне, да утеши, да разбере, да ислуша. Така да генерално насоката на музиката и онаму каде се движам со музиката е тоа, да прегрнува, да стоплува, да расплакува, да се ослободуваат оние емоции кои застанале во срцето, а не можат да излезат. Така да мислам дека овој концерт, би сакала овој концерт да се движи во таа насока, да биде прегратка за сите кои ќе бидат присутни таму. Карти? Сигурно веќе. Картите се во продажба на drugastrana.mk. Треба да се побрза со оглед на тоа дека има уште неколку дена до концертот. Ние знаеме дека ќе купуваме во последен момент, но сигурно има интерес. Сигурно луѓето прашуваат. Секако. Полека се учиме да не купуваме карти во последен момент, но добро, менуваме сега. Кај нас работите одат побавно, ама добро е. Не сме до толку. Полека си менуваме и навики. Ќе се радувам да видам што повеќе луѓе, ќе се радувам да покажеме дека како македонци имаме широко отворено срце за нови нешта. И така да едва и чекам да се случи 20 декември, тој што не си купил карта да си набави што поскоро и да се гледаме и да се прегрнеме на 20. Ете така, ние подготвивме уште една твоја песна, ќе ја оставиме за крај, бидејќи имаме две рубрики. Пред тоа, Мори моме Солуненке. Може тоа? Така ќе ја завршиме емисијата. Ние се гледаме на концерт на 20 декември. Благодарам за гостувањето во Македонија. Благодарам за поканата.